Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Порака на мирот, последното напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхи селам. Джамало Хусани Кур'ануре Джане хар मुसलमान है कमर है चाँद. Треба да се напомне дека Ахмадија заедницата сега брои најмалку 400.000 членови. Затоа собирањето на 300.000 рупии не треба да се смета за преголема задача за таква важна причина. Најголемиот број луѓе кои се надвор од закрилата на Ахмадијатот разединети се во своите погледи и различни по својата природа. Тие не го следат послушно водачот на кого му должат послушност. Поради тоа, во нивното име не можам ништо да гарантирам. За сега тие мене ме сметаат за измамник и неверник. Тогаш, кога ќе се направи спогодба меѓу хиндусите и мене, сигурен сум дека муслиманите ќе го почитуваат духот на спогодбата. Ако хиндусите покажат великодушност, ветувајќи дека нема да го навредат името на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, тогаш е невозможно другите муслимани, наспроти овој благодарен гест, да ги напаѓаат нивните риши. Да се направи такво нешто, тоа би значило повик на навреди на честниот основач на исламот, преку возвратена освета. Тогаш со право, за какви навреди ќе бидат обвинети оние кои се однесуваат неодговорно. Бидејќи таквото делување е спротивно на умереното и доблесно однесување, очекувам дека по спогодбата нема да им дозволат на своите јазици да се размавтуваат. За овој договор да се направи обврзувачки, би требало да се постави услов, кој ќе го потпишат 10.000 потписници, представници на двете страни. Драги мои сожители, ништо не му е рамно на мирот и компромисот. Ајде да се обединиме во благословот на оваа спогодба и да бидеме една нација. Вие добро знаете дека негирањето на светите луѓе од двете страни не раздвои и дека нашата земја страшно трпи. Замислете како благословено може да се покаже взаемното потврдување на вистинитоста на едните кон другите. Ајде да се обидеме со тоа сега. Ова е најдобар начин за постигнување на мирот. Следењето на било каков друг пат би изгледало како игнорирање на опасен остров, кој изгледа чист и сјаен, додека истиот всушност содржи гнилост и секаков вид на опасни нечистотии. Не сметам дека би требало опширно да излагам за растечкиот взаемен лицемерен став и се поголемиот раскол меѓу хиндусите и муслиманите. Ова не произлегува само од верските причини, туку содржи и други причини засновани на овоземните амбиции. Например, хиндусите секогаш покажувале желба за поголемо учество во одлучувањето на работите на владата и на земјата. Тие бараат секогаш да бидат прашани за тие работи и владата секогаш би требало да посвети посебно внимание на нивните барања. Тие, исто така, имаат желба да бидат вработени на повисоки функции, на кои се наоѓаат британците. Муслиманите направија грешка што не учествуваа во оваа кампања на хиндусите, поради стравот што беа малубројни. Тие стравуваат дека било каква корист која би можела да се извлече од овие кампањи, би можела да се извлече за хинду заедницата, која е во мнозинство, но не и за муслиманската. Така тие не само што останаа воздржани од здржувањето во таа кампања, туку со отворени напади ги попречуваа напорите на хиндусите.
Така взаемното непријателство се зголеми. Признавам дека ваквите факти придонесоа за унапредување на непријателството кое веќе постоеше. Но јас не можам да ги прифатам како реални причини. Јас останувам на тоа дека вистинските причини се религиски. Ве молам да не ме поистоветувате со оние кои веруваат дека религиозните спротивности не се во коренот на хинду-муслиманските спорови. Политичките и економските спорови носат известна одговорност за оваа тажна фактичка состојба. Секој лесно може да разбере зошто муслиманите не се наклонети кон здржувањето на силите со хиндусите во барањето на нивните оправдани барања и зошто одбија да влезат во Конгресот и зошто повторно, откако ја разбраа исправноста на хинду стратегијата, тргнаа по истиот пат, чекор по чекор, задржувајќи при тоа различен и одвоен ентитет, на големо водејки сметка да не бидат поистоветени со нив. Наместо тоа, тие создадоа слична, но одвоена муслиманска организација, наречена Муслиманска лига. Драги мои сожители, тврдам дека токму религијата е тој фактор од позадина кој е одговорен за оваа однесување. Ако денес истите хиндуси би ги прегрнале муслиманите, додека тие го изговараат ставот на својата вера, нема друг бог освен Аллах и Мухамед е негов слуга и пратеник, тогаш муслиманите веднаш би престанале да им се спротивстават. И обратно, ако муслиманите би го прифатиле хиндуизмот и би започнале да го обожаваат огнот во склад со искривените веда одредби, тогаш тие разлики за кои велат дека се политички, веднаш би исчезнале, како никогаш да не постоеле. Очигледно е дека скрениот чинител за сите овие непријателства и префрлувања се наоѓа во верските разлики. Тоа се такви верски разлики кои од памтивек го достигаат највисокиот врв и тогаш, без друго, го отвараат патот на големите крвопроливања. Сега, враќајќи им се на муслиманите, јас велам, ако хиндусите не третираат како различна нација, само поради религиските разлики, и ако вие на нив им одговорите на ист начин, нештата нема да завршат на тоа. Како можете да постигнете добар здрав однос, доколку не преземете соодветни здрави мерки против коренот на овој процес? Можно е, може би, привремено да го уживате пријателството, но само површно. Таа крајна искреност на намерата, суштинска за здрав траен однос, единствено може да биде постигната ако вие искрено го смените својот став кон ведите и ришите, прифаќајќи дека тие се од Бога. Исто така, мирот ке стаса кога и хиндусите го сменат својот непријателски став, потврдувајќи ја вистината за нашиот сакан чесен пратеник, салаллаху алейхи веселем. Запомнете и добро запомнете дека ова е единствениот принцип кој може да воспостави искрен мир меѓу вас и хиндусите. И ова е единствената вода која може да ги испере сите зла кои го попречуваат вашиот однос. Ако за овие две нации, кои толку долго време беа разделени, конечно дојде судниот час да се обединат, тогаш Бог ќе ги отвори нивните срца кон оваа цел, како што веќе ги отворил нашите срца кон истото. Меѓутоа, неопходно е вие да ги третирате хиндусите со искреност и љубезност и да дозволите пристојно однесување да биде вашата втора природа. Воздржете се од сите оние мерки кои можат да им предизвикаат болка, освен оние кои во вашата вера се обврзувачки. Исто така, ако хиндусите искрено го прифатат предлогот да ја потврдат вистинитоста на нашиот чесен пратеник салаллаху алейхи веселем и имаат вера во неговата вистина, тогаш она што останува во врска со несогласувањето околу прашањето за кравите може да биде оставено на страна. Запомнете, и ако не е одобрено да јадеме нешто, не значи дека мораме да го јадеме. Сите одобрени нешта не се и обврзувачки. Постојат многу работи за кои знаеме дека се законити, но не е неопходно и да ги практикуваме. Пристојното и љубезното третирање на хиндусите е една од поважните исламски наредби.
Не е наредба да се користи секое право кое ни е дадено. Ако поради достигнувањето на повисоките цели, човекот не го бара своето право, тоа не е спротивно на духот на Божиот закон. Да се смета нешто за законито е едно, а истото тоа да се користи е друго. Духот на побожноста бара да се воздржите од сето онаа што Бог го забранил. Тоа всушност го трасира патот на постигнувањето на неговата наклоност и користењето на она што Он го создал во срцето, и да ги третираме другите со добрина и симпатија, и да ги почитуваме сите Божји честни пратеници и веровесници, и да ги прифатиме како реформатори, и да не правиме разлики меѓу нив, и да му служиме на целото човештво, без оглед на видот. Тоа е суштината на верата. Како воопшто можеме да бидеме во мир со луѓето, кои без оправдување и без оглед на стравот од Аллах за нашиот чесен пратеник Хазрети Мухаммед салаллаху алейхи веселем зборуваат со непочитување, го навредуваат и не се воздржуваат од употреба на грди зборови? Како можеме да имаме мир со нив? Навистина јас изјавувам дека е можно да склопиме мир со змиите хранети на отровна почва и со волците од дивината, но не и со оние кои вршат диви напади на нашиот чесен пратеник, кој ни е подрак од нашите животи, нашите мајки и татковци. Нека Аллах Джелешануху ни даде да умреме како муслимани. Ние не сакаме да направиме ништо што е на штета на нашата вера. Јас не сакам да осудувам било кој одреден народ, ниту имам намера да повредам било чии чувства. Но со длабоко чувство на болка сметам дека исламот, бидејќи е религија на мирот, никогаш не припаѓал ниту еден основаш на било која друга религија. Честниот Куран е објавена книга, која ги поставува темелите на мирот меѓу народите и ја обелоденува вистината на сите пратеници кои припаѓале на различни нации. Честниот Куран е тој кој ужива да не учи дека во однос кон пратениците на целиот свет, ние не правиме никаква разлика меѓу нив, пратениците. Само на единствениот Аллах ние сме му дадени во послушноста и само неговото единство, божество и ибадет, кон него го потврдуваме. नजर में फिक्र कर देखा, नजीर उसकी नहीं जमती, नजर में फिक्र. Ова бара од сите муслимани да изјават: ние веруваме во сите Божји пратеници кои припаѓале на овој свет и ние не правиме разлики меѓу нив, така што би отфрлиле еден, а би прифатиле друг. Наведете некоја друга книга како што е Честниот Куран, која е така посветена на процесот на мирот. Универзалната корист пратена од Бога не била со Куранот посебно ограничена на било која куќа. Тој ги признава пратениците од куќата на Израилот, Еден и сите, биле тие Јакуб, Исак, Муса, Давид или Иса, Божиот рахмет на сите нив. И тој ги признава пратениците на другите народи, без оглед дали престојувале во Индија или Персија. Ниту еден од нив не е означен како безбожник или измамник. Напротив, Куранот јасно прокламира дека веровесниците се појавиле во секој народ и во секој град и ги поставиле темелите на мирот меѓу сите луѓе. Залудно, овој веровесник на мирот е навредуван и третиран со презир од сите. О, драги мои сожители! О, драги мои сожители! Јас не го изнесов овој став за да ве навредам или на било кој начин да ги повредам вашите чувства. Се што сакам да предложам во својата понизност е тоа дека оние кои својот грд говор за пратениците на другите вери го сторија во својата друга природа, кои дури сметаат дека тоа е составен дел од нивната вера, без било какво оправдување, извршуваат чин на недозволено мешање во тугите работи. Тие не само што грешат против Бога, туку исто така се виновни
за сеењето на семето на безредието и непријателството меѓу луѓето. Сега одговорете ми со раката на срцето. Ако некој навредува нечiji татко или обвини нечија мајка за нечесен чин, нели е тоа еднакво на напад на неговиот сопствен татко? Ако било кој возврати со слични навреди, зарем не е прикладно да се каже дека обвинението е кај личноста која тоа го започнала? Во тој случај, тој ќе биде напаѓач на честа на своите родители. Бог, низ честниот Куран, развил возвишен и почитуван начин на однесување во заедницата. Тој советува: не навредувајте ги оние кои се молат на други наместо на Аллах, за тие од незнаење и ненамерно да не го навредат Аллах. सुखन में उसके हम ताई कहाँ मक़दूर इंसान है जमालो हुस्न कुरआनूर जाने हर मुसलमान है कमर है चाँद औरों का हमारा चाँद Денес го завршивме 5-тиот дел од книгата Порака на мирот. Еселаму алейкум.